Драги мои пријатели и пријателки, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Секогаш многу ми е тешко ова, затоа што треба да зборам новинарски професионално за тема која е најтешка. Знаете кога ни е најтешко? Кога ќе загубиме некого. Кога ќе почине и кога знаеш дека никогаш повеќе нема да се видите и дека многу време ќе помине пред да се сретнеме во некоја нова димензија на екзистирање, на нестварна, нетварна, како што ние православните се веруваме во тоа. Податоците во меѓувреме кои ми доаѓаат, апропо сега како спласнува целата работа после корона, војната со Украина, и кога почнуваме да размислуваме, Господи, што направивме? Вакцинирање, војни, заплашување. И ние верувавме и се уплашивме. Не, тоа што вие не сте се уплашиле и сте пишале дека не сте се уплашиле, апсолутно ништо не менува. Знаете зошто? Од многу проста причина. Затоа што ништо тоа не сменило. Сменува стравот дека не постои реалноста е токму само и во една работа – делувањето. Многу мина ќе прашат како да делувам. Не е ни битно. Но има за една работа начин на делување. Има. Како? Кога ние сме нападнати од сопствена власт, која се што направи, пат за самоуништување на македонскиот народ и идентитет. Не се согласувате во ред? Тоа е моје мислење. Имам право на него и го кажувам, затоа што не чувствувам подобро. Откај ти таква идеја? Откај ми таква идеја? Многу едноставно. Сега кога спласнуваат работите со Бугарија, кога малце подспласна сите оние афери кои си ги заборавивме, си изплакна, кај се 2 милиона од Луи Витон торбата? Боки сам рекетирал пола држава, никој ништо не му можел, бре. Изгореа луѓе во автобус, изгореа луѓе во болница. Каде е клиничкиот центар? Каде завршија парите од провизијата за Хонконг, за вакцините? Каде е човекот кој раководеше со сите тие средства од Фондот за здравство, за лекови или како више и да се викаат тие институции? Секојдневни афери на пропаѓање, на деменција, на распаѓање на оваа држава. На оваа држава не како функционална институција, туку на секој чекор губење на македонецот, на македонскиот народ. Што се случува? Откај ми податоци? Се повеќе и повеќе, и тоа не само од некои тајни извори, не само од наша статистика, туку од Светска банка. Погледнете и сами. Ја не сум овде на овој подкаст да ви покажувам, да ви мафтам со бројки, за да ве и управо беше. Не. Уопште немам намера никого да убедувам, нити да му докажам дека сум во право. Напротив, ве терам малце да се ја чукнете тиквата. Бидејќи се додека седиме како готовани, тој фино кажа. Па ајде да направи. Треба сами да чепкате, ако сметате дека треба, да направите некоја разлика, ако имате начин како. Нема рецепт. Таа приказна, нема кој да го поведе народот. Не, секогаш има народот кој го поведува. Проблемот е што ние не ги следиме тие луѓе. Имаме добра причина? Да. Ама прекини да мрсиш. Осте ги 2, 3, 5, 1000, тие одлучиле.
Ја гледам оваа држава повеќе се занимаваат со Мицкоски и ВМРО ДПМН одошто со било кој друг. Чекајте бе луѓе, кој ни го готви се во ова последниве 5 години? Кој не задолжи преку 5 милиарди? 5 милиарди Македонија не е задолжена за изминатите 20 години до доаѓањето на оваа гарнитура на власт. А направено? Нула, ништо. Па каде завршија тие пари? Барем споменици да беа, да имавме што да плукаме или да фрламе бој. Барем да видевме мерцедеси мачки што ќе го гребат. Податоците кои дојдоа до мене се застрашувачки. Колку застрашувачки? Еве ќе ве насочам. Дали ја гледате серијата The Last of Us? Таа е направена според игра за PlayStation, која пред 10 години предизвика огромно внимание и беше многу популарна. Скоро излезе вториот дел, исто така изворедна, многу тешка, многу траурна, многу камерна приказна. И, самата игра, камоли да ја играш во сето тоа. Сега има серија со Педро Паскал, кој изворедно ја вози серијата. Се работи дека светот веќе сите се нешто изреметени во некакви си заразени, човештвото е заразено од некаков паразит кој не го убива, туку го насочува да однесува така како што се однесува. The Last of Us се последните ние кои преживуваме на планетава. Бидејќи не постои начин како да се одбраниш од тој паразит, ништо не помага, ни вакцина за бидејќи се работи за фунга, оној што малку медицина знае, од фунги и за вируси и за бактерии ние имаме лекови, имаме антивируси, имаме бактеријски лекови, нели, и така натаму, но немаме за фунги. Ако фунгите еден ден измутираат, не преземаат и можат да не контролираат. И тоа е видено во животинскиот свет. Го има, полека, многу малце, ама полека се јавува. Политички аспектот кој го вртаме е токму во ова слепило. Ако допред некоја деценија беше човекот, детето, здравиот живот, нормалниот живот, екзистирањето, подигањето на нивото на екзистенцијата, технолошки напредок, сега повеќе тоа не важи. Сега е важни агенди за маргинални групи кои се никој и ништо по својата бројност и значеност и нивниот придонес во општеството, но они одредуваат дека ние треба да умреме. Како? Не е тоа наивно. Викаш давам отпор. Па пријателе, размисли се дали даваш отпор. Еве последните статистики говорат поразително. Колку само во последниве неколку месеци деца се отпишани од училиште. Колку илјадници деца се отпишани од училиштата. Колку десетици илјади деца последниве месеци се испишани од училиштата. Кога ќе затопли, кога ќе дојде март, април, мај месец, испишувањето според прогнозите ќе биде неколку пати пократно и се повеќе кратно и се очекува 80.000 деца. Децата сами си одат, се испишуваат. Да, се испишуваат, јасно е, нели, бидејќи родителите пакуваат куферите и си идат од овде, затоа што им е јасно дека овде не бива. 80.000 деца, колку фамилии се тоа? Дали успевате да го почувствувате тој цунами на бран на уништување? Не пукаат, нема да пукнат куршум во нас. Нема да не натераат, туку ќе направат една зомбифицирана нација која гласа за нив слепо, дури и да е свесна дека ќе биде уништена, они се имаат таа гарнитура која ги гласа.
Ние гледаме, ништо не се гради, ништо не е подобро, ни во здравство, ни во економија. Искача мртов ладен и ти вика 1300 километри патишта се направени во Македонија. Човече, Божи, мислам, не без преседане да истрескаш таква невистина и да тоа помине без никаков проблем во општеството. Барем се надева, викам, да не има некоја националистичка идеја албанците. Качанички пат кој ќе го видам, се ми е јасно. И го повторувам ова, да, и треба да го повторувам, бидејќи ми е жив доказ дека не се работи за некакви идеолошки цели, туку за крадење. Но зашто се дозволува тоа крадење? Што е крајната цел? Зошто албанците толку инсистираат, албанските партии, албански политичари, дел од нив, инсистираат бугарите да влезат во уставот? А ние не сакаме, само заради тоа, од нивната отворена негирање на македонецот, на македонскиот народ и на македонската култура. И ние тоа го трпиме. Го трпиме, затоа што не можеме ништо да преземеме. Не сме на власт ние кои сакаме да се спротиставиме на тоа. Бела смрт, се помалку, не само што има повеќе иселување, нема раѓање на нови деца. Јанко, па кој ќе раѓа нови деца во вакви услови, во правоста? Само па ќе се прашам, палестинците во какви услови се, а нивниот наталитет и натаму расте. Замислите каква желба имаат со генерации да растат како нација во најтешки услови за да обстанат. Многу ми е жал. The Last of Us. Но изгледа додека не допреме до дното, нема да тргнеме нагоре. Или ќе го откриеме новото дно. Се повторувам, бидејќи навистина не гледам никаков излез од овој мрачен, темен тунел во кој не втурна оваа политичка гарнитура. Избори, јас сум за демократија, не сум за радикализација, но навистина више не знам. Навистина не знам. Да легнеме веќе под тенковите, нека не испогазат. Но они, знаеш, ако го направиш тоа, одмah ќе не, па ние ве сакаме, мили сте ни, Дајте фондови за овие да им помогнеме, и ќе се дадат фондови за помош на кутриот македонски народ кој гладува, кој не може да врзе крај со крај, и ќе ги украдат тие пари. Да заболиме сите од цистична фиброза, да дојде председателот да ми рече, нема гајле, ја лично ќе се ангажирам за лекот. И после тоа да си умреме. Бидејќи тој и се случи, нели? Бог да ги прости. Бог да ве прости. Бог да не прости и да ни е напомош.